Почитувани присутни, почитувани медиуми. Ми представува посебна чест и задоволство што денес, на 1 септември, на почеток на новата учебна година, токму во нашето училиште, во Државно средно училиште, Регионален центар за стручно образование и обука Киро Бурнас во Куманово, присуствуваат председателот на владата на Република Северна Македонија, господин Димитар Ковачевски, министерот за образование, господин Јетон Шеќири, министерот за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски, пратеници во Собранието на Република Северна Македонија. Како и многу пати досега, владата, Министерството за образование и наука, како и ние, Регионален центар за стручно образование и обука, потенцираме дека подигањето на нивото на средното стручно образование е врвен приоритет, кога станува збор за подготовка на млади луѓе, квалификувани веднаш да се вклучат на пазарот на трудот и самостојно да заработуваат за достоен живот. Со измените на Законот за средно стручно образование, преку трансформација на Средното стручно училиште Киро Бурнас се воспостави Регионален центар за стручно образование и обука Киро Бурнас Куманово, и тоа за 3 квалификации во 2 струки, за кои се подготвени и одобрени нови стандарди, а тоа се хемиско-технолошка за прехранбен техничар и земјоделско-ветеринарна за агротехничар и техничар по фитомедицина. Исто така се дефинирани и квалификации за реализација на програмите за образование на возрастни и за валидација на неформално и информално учење. Кога станува збор за реформите во стручното образование, посебно сакам да истакнам за еден многу важен момент. Сите сме свесни дека светот вртоглаво се движи напред, неуморно се трага за нови механизми, нови модалитети за поврзување на приоритетите и нивно ставање во пракса со цел постигнување на реални видливи резултати. Кога бизнисот е во прашање, иновациите се неизоставен дел од секој бизнис и стратешко планирање. Затоа, со особено задоволство би сакала да истакнам дека она што ни издвојува од другите училишта и што сите нас вработени во ова училиште ни дава дополнителна мотивација е можноста сите досегашни инвестиции, човечки и материјални капацитети да ги ставиме на располагање во процесот на поврзување на светот на бизнисот со образованието, со што ќе придонесеме за просперитет и раст на нашата општина, регионот и државата. Од друга страна, социјалниот диалог со Министерството за образование и наука го воспостави преку соработка со бизнис заедницата, стручните училишта и локалните самоуправи, односно преку кампањата Учи паметно, работи стручно, што во континуитет се спроведува изминатите 2 години, се идентификувани локални потреби за одредени стручни профили, кои веќе се дел од уписната политика во стручните училишта. Токму во соработка со бизнис заедница се потврди вредноста на концептот за дуално образование. Можам слободно да истакнам дека досегашните реформи дадоа навистина големи резултати. Например, бројот на запишани ученици минатата, а и ова учебна година, во споредба со претходните години, се зголеми за преку 80%. Се воведоа нови струки, сообраќајна и здравствена струка, покрај постоечките 4, земјоделско-ветеринарна, хемиско-технолошка, машинска и лични услуги, каде што настава се изведува на македонски и албански наставен јазик. Сите паралелки во прва година се дуални и обезбедивме секој наш ученик да реализира учење преку работа во компанија. Имаме подпишано преку 95 меморандуми за соработка. За крај сакам да искажам една голема благодарност до владата на Република Северна Македонија, до Министерството за образование и наука, што ни овозможија да од средно стручно училиште прераснеме во училиште какво што досега нема на просторот на нашата држава, и на тој начин да станеме лидери во реформи на образовниот процес. Исто така, благодарност и до сите донатори за поддршката што во континуитет ни ја даваат, се со цел да ги постигнеме поставените цели и во најскоро време да станеме центар за изворедност. Воедно ја користам и приликата на сите ученици и во основно и во средно образование
да им посакам успешен почеток на новата учебна година и да имаат голем успех во оваа година и во понатамошниот живот. Благодарам.